Доживотна робија ниту ме плаши, ниту ми влијае, му рече Лупчо Палевски Палчо на судијата Ивица Стефановски. Прво обвинетиот за двојното убиство повторно бара изземање на Стефановски, бидејќи криел оружјето и не му се вклопувало во однапред донесената пресуда од екс-министерот Оливер Спасовски и обвинителот Гаврил Бубевски. Палевски со вакви тврдења испрати ново барање до претседателот на Кривичниот суд за смена на Стефановски, кој го води случајот за киднапирањето и убиствата на Вања Ѓорчевска и Панче Жижовски. Според Палевски, судијата бил главен и одговорен уредник на десетина портали кои пишувале на тема судење за Вања Ѓорчевска. Барам изземање на претседателот на судската постапка Ивица Стефановски под нова околност. Минатиот пат беше за неиздавање наредба, а сега за пристрасност и оневозможување фер одбрана, затоа што ги злоупотребува дискреционите права и не дозволува изведување на докази кои се во моја корист. Јас таа шанса во оваа постапка ја немам. Судијата крие оружје бидејќи не се вклопува во претходно нарачаната пресуда на пресконференција на 5.12.2023 година од страна на Гаврил Бубевски и Оливер Спасовски. Доживотната робија не ме плаши ниту влијае на мене. Одбраната на Палевски дополнително бараше од судот чаурата која беше пронајдена со телото на Панче Жижовски да биде донесена на увид. Исказ да даде вештакот и да објасни дали на истата биле пронајдени траги. Дали ќе се прифати ова судечкиот совет ќе каже на некој од следните рочишта. Од тоа што ни беше дадено и обвинителството кажа дека само едно CD за сите камери од Safe City, меѓутоа испадна дека има и други. Сега ќе направиме повторно увид да го најдеме CD-то, но најдобро е обвинителството, пошто веќе го презентираше, да го извади, да го пуштат од тие имаат софтвер, ние немаме. Адвокатот на Палевски не можеше да го прикаже нивниот клучен доказ од камерите од Безбеден град, со кој сакаа да докажат дека обвинетиот Палевски бил во Скопје ноќта на 21 кон 22 ноември 2023 година, кога во куќата на Велибор Манев се спрема киднапирањето и убиството на Жижовски. По балистика можат да утврдат дали е од оружје кое легално го поседува било кој во Република Македонија, или од некој нелегално оружје купено на црн пазар. Тоа до ден денес обвинителството го нема направено, а теретиме луѓе за убиство. Судот ги чека и снимките од банката, кој според одбраната ќе покажа дека Палевски бил да уплаќа пари во периодот од 10 до 12 часот на 27 ноември, кога Вања беше киднапирана и убиена во утринските часови. Од следното рочиште пред судот искази ќе даваат обвинетите. Прв ќе биде Велибор Манев, па Владко Кешишев, Боре Видевски, како и таткото на девојчето Александар Ѓорчевски.